децата? Па видите, од аспект на мојата струка што ја застапувам, сепак сметам дека најважниот процес во животот на луѓето е процесот на социализација. Или, ако сакате, процесот на стекнување на знаења, навики, ештини, правила и се она што е неопходно за успешно вклопување на поединецот во општественото живење или во пошироката општествена заедница. Вака сега, тој процес започнува, ќе го поделам пак, кога веќе ме прашавте од мојот аспект, на примарна и секундарна социализација. Примарната во рамките на семејството и во рамките на групите на врсници, а јас повеќе би се задржал конкретно на секундарната, која што започнува во предучилишни и училишни установи, се мисли тука на детските јасли, градинките, на основните, на средните училишта, високошколските установи, а и религиозните објекти, предпријатијата или местата каде што работиме и, еве сега доаѓам до тоа, единиците на локална самоуправа, како најблиско место на окружување на поединецот и во кој што и луѓето, но пред се децата, може да ги остварат своите права. И пред се локалната самоуправа преку институциите на системот да им ги гарантира, пак ќе повторам, тоа да биде не само право и можност на локална, не само желба на поединци, туку да биде императив, да биде стварно вистинска обврска. И ова ќе го додам, за да имаме на вистина успешност во овој процес на социализација на децата и заштита на правата, на вистина треба стимулативно општината да влие врз институциите кои што се под нејзина ингеренција, мислам на локалната самоуправа. На што конкретно? Градинки, ќе кажете како? Па нормално, прво кадарот. Прво стимул на кадарот, не само материјален стимул, туку и бројот на вработените. Да се мисли, не може на една група од 20 деца да има само една воспитачка. Тоа е таа категорија, ранлива категорија на деца која што на вистина треба да им се посвети големо внимание. Понатаму, да екипирањето со нагледни средства. Значи, градинките, пред се почнувајќи од хигиената, од бучавата, мислам на условите за слободно движење во просторот, не само затворени во занимални, или како да ги кажам, туку и отворен простор, пред се она настава во природа, повеќе да се применува. Значи имаме многу еден широк диапазон на мерки кои што може локалната самоуправа нормално, ако се сака, и сега сум доста радосен и горд што пак она примарна, она секундарна социализација во рамките на детските градинки ќе спаѓа во системот на образование од Министерството за образование. За разлика, до денес беше малку маргинализирана, според мене, во она Министерство за труд и социјална политика, што не гледа некоја поголема допирна точка.